Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Оке дечки, денес бев на стрижење, значи кога што гледате не е лошо. Само отстрана се скратив малце за ми порасни косава, дека искрено шите, онака неубаво ми седи. Да, денес сум вака малце облечен по-летно, денес многу жешко е пекало дечки. Види како е надвор пекало, не седиш. Оке дечки, не дојдовме денес да гледаме какво е времето надвор, туку денес ќе правиме TikTok Life Hacks. Значи, ова толку време го немам правено, значи еднаш го имам правено на мојот канал. И искрено беше интересно, правевме life hackovi. Денес само правиме летни life hack, значи летни на TikTok што ги најдов него. И денес ќе пробаме дали вистина работат и дали се убави искрено за летово. Може да започнеме со првиот life hack. Оке дечки, значи летно време е, топло време е, значи лето е сега, јули сме и сигурно кога ќе одите некојаш на плажа, бегај, трни се, снимам. И сигурно кога ќе одите некојаш на плажа, ви е жешко на нозете и ви е жешко и немате што да правите, буквално за да направите да ви е поладно, освен да влезете во вода. Ама ако сакате да не ви е жешко на песок, ќе си купите 2 балони и ќе ги искористите како чорапи. Вака нешто, чекај сега да го надувам овој и ќе видите како. Најс. Значи, ако немате чорапи, ова да го направите. Слушајте се. Имате балон и само вака ја ставате ногата на балонот и го тушите балонот. Тоа. И треба да ви изгледа како чорап да си има направено. Океј, како што гледате. Опа, пукна, не успеа. Ајмо уште еднаш да пробаме. Ке малце помал балон сега, дека. Океј, значи го имаме ние тука како чорап, ама треба значи одма да го ставите во патиката, иначе ќе ви летни како мене што ми летна. Ајде уште еднаш да пробаме дали ќе седи. Значи сега ќе пробаме поголем балон. Океј, значи го имаме тука ето. Седи. Супер, одлично. Како што гледате чорап од балонцина. И само ако сакате го извадите само вака ја. Опа. Одиме на следен лайфхек. Оке дечки, значи лето е, надвор сонце пука, значи пекол е и ни треба ночари. И сме немале пари да купиме или не знам, не можевме никаде да најме ночари. И за да направите домашни ночари, видете шо. Ви треба еден нож, уствари ви треба 2 ножа, кои што гледате вакви пластични. И ви треба еден обичен упалјач или чакмак или запалка, не знам, секој различно го вика. Јас сум професионалец, не го правите вие ова дома, значи ова е само да видиме дали ќе работи. Ајмо, значи прво вака правите. Стој, вака само. Вака, добро е. Добро е, колку да ја онаквам, значи вака да ја свиткам. Истото ќе му го направим и на другата. Стој. Само го виткаме вака, бам. Значи тамане вака, супер. Вака дојде многу кој изгорена, ама ја врска. Значи двете ги имаме сега тука, двете иста големина се. И треба да ги ставите, значи двете вака намаса, како што гледате јас. Мислам не треба намаса, ама немам како пиноко, немам каде. Вака се. Треба да се залепат, дечки, значи. Ама нема вака да успеам џабе. Треба некој да ги држи за мене. Стојте, ќе го викнам брат. Дечки, го викнав брат ми сега, иди. Ела на брзина. Треба нешто да ми држиш овде. Овие вака. Фати ги ова. Држи. Фати го. Така, седи се. Чекај. Треба да се залепат. И ете, дечки, значи го направивме тоа. Многу јаки ночари од Тему, значи кој сака да ги порача, нека ги порача на kikoclothing.com. Не се шалам, значи, ама сериозно убај се шо лайфхек за ако немаш ночари, еве ти ночари. Следен лайфхек. Оке дечки, за следиот лайфхек имаме тука овошни јогуртчина, како што гледате, да, значи ова е од јаготка, ова е од ананас, како што гледате. И ни треба 2, значи мислам можете со едно некој, ама јас ќе пробам со 2. И имаме тука 2 лајчина мали, како што гледате. Пробав вака да ги онаквам, не може, не. Ми треба нож. Тука го чекаме Стефан, уште не е дојден. Абе, убаво, шо опреш, хофај ќе таму море улавки си сежи сам. Ај. Океј, тука имаме нож. Да, ама не ја чепкај камерата, трни се. Абе, ти реков не ја чепкај камерата. Убаво е, убаво. Океј, ова е лайфхек, значи дечки, ако немате сладолед, ако ви се е сладолед, ова е најубав начин. Не знам колку ќе е убаво, дали ќе е убаво, ама ајде. Ај, да ти се плук. Осековме. Шубо е.
романтично. Опа, да ти се. И олбуси. И се само вака правите, ги ставате овие лечињата внатре. Исто така и со другото. Бам. И вака некако треба да ви изгледа. И сега го носиме во замрзнувач. Океј, дечки, сега ќе да ги ставиме во замрзнувач, значи надвор. Кој будала го чува надвор фриждерот буквално? Ние. Два фриждери имаме, еден дома, еден надвор. Стои сега го отвараме ова долу и кај најладно? Ладно е секаде. И овде има вакви, поладно да ги држи. Значи, прво ова. Супер, одлично. И следното. И ова. Значи ги ставате вака и затворате и чекаме 2-3 сати. И ќе видиме на крајот од видеото што направивме после 2-3 сати од кога ќе ја завршим. Следен лайфхак. Океј, дечки, за следниот лайфхак имаме тука, значи карпус, како што може да видите, или лубењца, некој го викат карпус, некој лубењца. Иначе, извинете, ако снимањето не е нешто убаво, брат ми ме снима е правилно. И имаме тука ренде, имаме едно пајнче вакво и имаме млекце, малце млеко. Океј, најпрво, ова сите велат дека многу убав хек е, многу за на плажа да си земиш вакво нешто. Ова семки имат се, ама тоа е, нема врска. Океј, почваме, значи, со рендање на карпувчето, леда, мајко, ела поблиско сними. Излеви тоа како што треба да излеви. Леле, мајко, не излеви тоа. Цело се напреко вода. Леле, мајко, леле, мајко. Стои, не е нешто многу убаво. Арно е, ајде. Не требаше вака течно да изгледа, види. Не требаше вака течно да изгледа, значи, ама требаше ко онакви да нема врска, ќе пробаме вака стои. И турвиме млеко тука, гледај се тука сниме. Океј. Ја. Леле, мајко. Еве како изгледа. Како што може да видите. Добро. Лајче го земаме и малце да пробаме. Спремни? Сите велат дека ова убаво било сега. 3, 2, 1. Мене искрено не ми е убаво. Даш да пробаш? Ајде. Пробај малце. Леле, мајко. Малце убаво е, ама? Ти цело го издаде. Океј, дечки, мене не ми се свиѓа искрено ова толку. Дечки, сега го едитирам видео и заборавам да ви кажам на видеото дека овде ова што е вака кога го рендав ми карпузот или лубеницата. Не треба така да изгледа, значи течно, не треба да е течно, туку треба да е како да имаме рендано сирење, например, така треба да изгледа, како парчино. Ама ебика, не знам зошто така, не знам зошто вака течно беше. Не знам каква грешка направив, ако знае некој нека пиши коментар. За следното лайфхак видео ќе се поправам и ќе го направам како што треба. Може да продолжиме со видеото. Многу вода имаше, нема врска, тоа е. Следен лайфхак. Океј, дечки, значи за следниот лайфхак ни треба едно шише вакво и истече вода. Нема врска, треба да наполните до пола, да речеме, шишето со вода. Па, ајде да направиме тој, ќе ви кажам што треба. Океј, дечки, треба да наполниме, значи ова. Океј, го полниме до супер. Значи, прилика толку треба да е наполнато. И ова, значи, дечки, ќе оставиме, треба да е, например, велко, кога што гледате вака, треба да го ставите во фрижидер. Мислам во замрзнувач. Тој е само. Океј, отвараме овде. Таму се тие, значи, јавошните. Значи, водата треба да е вака навалена, значи, како што гледате. Кога ќе се замрзне, значи, ова водата, можеме да туриме, например, сок и да го направиме, значи, косо мраз и по ќе време ќе одржи ладно. Да, ова го ставаме тука. Ставаме вака тука и се враќаме за 2 до 3 сати. Ајде. Океј, дечки, моментално, значи, го едитирам видеово. Скоро при крај сум. Скроз ги заборавив оние замрзнатите, сега ми текна. Поминаа можда 5 или 6 сати буквално од последно го ставив. Ајде да видиме до кај се. Се стемна, како што може да видите. Еве, како што може да видите, се стемна и дури врни. Стои си. Леле, мајко, не знам дали се мрднат, мора да се. Еве ги тие, ги вадим и овие, ладни се камо. Че ги оставам, не ќе земам другото што беше водата. Еве ги тука. И тебе овде. Еве и водата, како што гледате, да, леле, целосно замрзната скроз. Океј, дечки, тука имаме, значи, овие замрзнатите. Сега ќе видиме, ќе
Ќе пробаме како води. Гледа мајко. Океј, направи цело мраз гледа. Не испадна ко сладолет, ама и вака да пробаме. Да лjubi. Најубаво, преубаво е, дечки. Пробајте и вие да направите ово. Че другото сега, да е барем ова ко сладолет. Ништо. Изгреши Христо за. Ајде. Убаво и ова, супер. Да. Океј, дечки, ајде да го пробаме ова. Значи, како што гледате, тука од една страна имаме мраз, од друга страна е празно. И од празната страна можете да турите, например, нешто, некој сок. Јас сега вода ќе турам, немам некој сок. Ја, што гледате, роса. Ќе сега да видиме. Ќе го отвораме ова. Ја гледате колку мраз има тука. И само можеш да туриш вода во ова, например, и да пиеш. И цел ден ќе ти е ладно, буквално. Не натурам овде стои. Стои полека. Ето, турбиме вода. Водава, гледај, топла е водава, значи топла е водава. И сега ќе се напијам, ладна ќе е, дека... Како што гледате, од една страна вода, од друга страна мраз. И вака може цел ден да го држите шишето, ќе ви држи ладна вода. Значи за летово ова е супер, се добро. Камен. Ама уба, супер. И дечки, ако ви се допадна овој видео, ставете лайк, ако не дислайк, субскрабете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. До тогаш, поздрав!